Расте потрошувачката на вода од градската мрежа. Викендов Дервен го измерил рекордот за годинава, се трошеле 170 литри во секунда. Технолошко-техничкиот факултет го доби првиот дипломец. Сонја Елисковска се стекна со диплома технолог инженер. Заврши вртарската регата Гемиджии. Проблеми се појавија на целта. Сплавот заглави на мостот, потона па излезе на копно. Расте потрошувачката на вода. Викендов е регистриран рекордот за годинава. Во секоја секунда од градската мрежа се испуштале по 170 литри вода. На крајот од минатата недела пак се трошеле по 150 литри во секунда. Од јавното комунално предпријатие Дервен велат дека нема место за паника. Зголемената потрошувачка не значи дека ќе има рестрикции. Редовно се дистрибуира потребното количество од хидросистемот Лисиче, а капацитетот на фабриката за вода за сега е двојно поголем од потрошувачката. И покрај зголемената потрошувачка на вода за пиење не постои опасност од недостаток на вода, затоа што градот 100% се снабдува од хидросистемот Лисиче, а фабриката за вода има капацитет да преработува и до 300 литри во секунда, што е повеќе од доволно. Од Дервен апелираат до граѓаните вода за пиење да користат исклучиво од градската мрежа. Квалитетот е постојан, а исправноста на водата се следи 24 часа. Во лабораторијата во скоп на фабриката за вода физичко-хемиски анализи се прават на секои 4 часа, а анализи на матнотијата и pH вредноста се прават на секој час. Контроли на водата во дистрибутивната мрежа спроведува и Заводот за здравствена заштита. Од Дервен велат дека микробиолозите секој ден земаат мостри за проверка. Нивните испитувања до сега не покажале бактериолошка неисправност. Со задоволство можеме да кажеме дека сите досегашни анализи покажуваат дека водата за пиење од градската мрежа е со одличен квалитет. Поради тропските температури во Дервен очекуваат потрошувачката на вода да расте и во следниот период. Инаку во март годинава потрошувачката изнесувала околу 110 литри во секунда. На техножурката што содржа викендов во село Богомила, полицијата пронајде дрога. Дрогата е пронајдена во автомобил марка Кија со скопски регистарски таблички на регионалниот пат Велес Богомила. Со автомобилот управувало 21 годишно момче од Скопје, а со него се возели уште четворица, сите на возраст од 19 до 23 години. При претресот на возилото полицијата пронашла една најлонска кеса со околу 50 грама марихуана. Истиот ден во 22 часот во Богомила полицијата извршила претрес кај 28 годишен маж од Велес. Кај него се пронајдени две помали пакувања со опојна дрога со тежина од околу 3 грама. Лицата се приведени во полициската станица во Велес и со нив е извршен разговор. Дрогата е испратена на вештачење во одделот за крим техника при Министерството за внатрешни работи и по добиените анализи против лицата ќе бидат поднесени соодветни пријави. Апелациониот суд ја потврди пресудата на Основниот суд во Велес. 2,5 години казна затвор за Јован Вранишковски. Одлуката падна 2 дена пред делото комплетно да застари. Инаку денеска се навршуваат точно 10 години од покренувањето на обвинението за Вранишковски. Доколку апелација не ја потврдеше пресудата, Јован ке требаше да биде ослободен од обвинението за затајување на 250.000 евра црковни пари додека беше дел од Македонската православна црква. Одбраната на Вранишковски се надеваше дека на овој начин Јован ќе успее да избегне затворската казна, но во меѓувреме против него и неговите приврзаници полицијата поднесе нова кривична пријава за перење пари. Тој останува во шутка. Од православната Охридска архиепископија пак со реакции за пресудата. Во соопштението на нејзиниот официјален сајт се вели дека делото за кое Вранишковски се обвинува целосно е застарено и дека апелација се уште нема изречено пресуда.
Ваквиот однос кон Вранишковски тие го сметаат за класична државна тортура врз неговата личност. Гемијата стигна до Гевгелија, заврши вардарската регата Гемиџии 2012. По 4 дена пловидба дрвениот сплав и гумените чамци пристигнаа на крајната цел. Токму на крајот од патеката учесниците се соочија со проблем. Сплавот првен заглави на еден од столбовите на мостот, а потоа речиси потона во средината на реката. Брзата интервенција на учесниците го извлече сплавот до брегот на Вардар. Имав повторно приликата да бидам со гимниџиите на најинтересниот дел. Нема да верувате, грешката беше од GPS-от, ни покажуваше право во ресторанот и затоа малце отстапивме од маршрутата, меѓутоа се на се уште едно незаборавно дружење, уште еднаш да се видиме со сите наши пријатели по Вардар, последно како град засега Гевгелија. Се надевам дека наскоро и градоначелникот на Гевгелија ќе ни се качува попат на чамците и кога ќе одиме на крајната цел да видиме сите заедно. Инцидентот на крајната цел не беше единствен проблем за регатата. Во првиот ден, ниското ниво на Вардар им создаде главоболки на учесниците. Ниту веслата, ниту моторите не можеа да ги донесат чамците до крајот на првиот дел од етапата. Веќе наредниот ден се зголеми нивото на Вардар, па без проблеми се движеа пловните објекти. Стасавме здрави, живи, никакви повреди немаме, чамците како што гледате сите се стасани. Некои мали попатни проблеми ги имаме, меѓутоа ако не сме гемиџи, ако ги немаме тие работи, нема да биде интересно. Најважно е што стасаме здрави, живи сите комплет, немаме повредени луѓе, немаме чамци повредени, сплавот еве го тука, веќе го демонтираме. Во последниот ден од регатата домаќин е општината Гевгелија и овој пат на целта ги пречека градоначалникот Иван Франгов. На традиција, ама најинтересниот дел да биде на крајот пред да застанат овде на Вардар, пак имаше некои моменти кои што дали беа смислени или не, што ќе ги памтат сите учесници во регатата, а најмногу градоначалникот, затоа што секогаш он на сплавот. Секој е чест на храброста, секој е чест на организацијата на Вардарската регата и секогаш ќе бидеме тука за да ги пречекаме и оваа традиција да ја поддржиме и да продолжи. Иако сите мора да веслаат, дел од учесниците имаат дополнителни задачи. Извидниците се грижат за исхраната и сместувањето, спортските навивачи го подобруваат расположението. Значи оваа регата, 13-та поред, безбедно стасани 4 дена, задолжени за сместување, исхрана и комплетна логистика на 13-та регата, Вардарска регата Гемиџи. Затоа бевме дојдени тука да покреваме атмосферата и моралот кај учесниците, да се качува адреналинот, да се чувствува гордост. Сепак ова не прави сите горди, не само нас учесниците, туку и сите велешани. Годинешната регата е 13-та поред. Се одржува во чест на големиот подвиг на гемиџиите и традицијата на велешките занаетчии, своите производи на дрвен сплав да ги превезуваат до Солунскиот пазар. Сонја Елисковска е првиот дипломец на дисперзираните студии на Технолошко-техничкиот факултет во Велес. Влијанието на петиот канал врз квалитетот на реката Црна во околината на Битола е темата на која таа денеска го одбрани својот дипломски труд. Од денеска таа е дипломиран технолог-инженер. Да, јас претходно имам завршено 6-ти степен на образование и кога се отвори овде факултетот, веднаш се запишав затоа што сакав да продолжам понатаму и да напредувам во образованието. Имате ли планови за година да продолжите? Да, секако во септември. Над 400 студенти од 4 градови ги посетуваат студиите на Технолошко-техничкиот факултет. Прехранбена технологија и биотехнологија и нутриционизмот се двете програми по кои тие учат. По завршувањето на овие студии, кои траат 4 години, имаат шанса да го продолжат своето образование. Студентите после завршување на факултетот се надеваме дека ќе си најдат и соодветно образование, со оглед на тоа што досега ваква насока не постоеше во Велес, а и сме модифицирани и ги следиме новите текови кои што обстојуваат во европските земји, така да нашите програми се уникатни програми. Се надеваме дека и секој кој што ќе заврши од кај нас ќе си најде соодветно работно место. Од септември Сонја Елисковска своето образование ќе може да го продолжи на истиот факултет. Во него за прв пат се отвораат 3 програми за магистарски студии.